Цивилизацијата Маја, една од најнапредните и најмистериозните култури на древниот свет. Од величествени пирамиди и астрономски обсерватории до сложени писмени системи, Маите оставија наследство што и денес не куцинира. Но кои беа Маите и како успеале да стекнат толку неверојатно знаење пред илјадници години? Маите живееле на подрачјето на денешна јужноисточна Мексико, Гватемала, Белизе и делови од Хондурас и Ел Салвадор. Нивната цивилизација започнала околу 2000 година пред нашата ера, во предкласичниот период, а достигнала својот врв помеѓу 250 до 900 година по нашата ера, во класичниот период. Тие изградиле градови во густи прашуми и на речни низини, прилагодувајќи се на природата. Не биле само земјоделци, биле архитекти, астрономи и математичари со неверојатни способности. Градовите на Маите биле неверојатни инженерски дела. Тие изградиле масивни пирамиди, како Ел Кастило во Чиченица, церемонијални платформи, палати и терени за топ игра. Многу пирамиди служеле и како обсерватории за следење на Сонцето, Месечината и планетите. Исто така имале напредни водоводни системи, со резервоари и канали за снабдување на големите населби во џунглата. Некои градови, како Тикал и Паленке, покажуваат неверојатна прецизност во планирањето и ориентацијата на улиците и храмовите. Маите развиле сложен хиероглифски писмен систем, еден од ретките целосно развиени во античка Америка. Тие воделе записи за историја, политика и астрономија, внимавајќи на секој детал. Нивниот календар бил неверојатно точен. Долгиот календар можел да предвиди небесни настани со векови однапред. Математиката на Маите била напредна. Тие разбирале концепт на нула, многу пред многу европски цивилизации. Покрај тоа, Маите имале и напредна астрономија, знаејќи точни движења на Венера и Месечината, и користеле тоа знаење за религиозни и земјоделски цели. Религијата била централна во животот на Маите. Тие верувале во многу богови, поврзани со природата, како Сонцето, Месечината, дождот и пченката. Царевите се сметале за посредници помеѓу боговите и народот. Ритуали, жртвоприношенија и дури човечки жртви биле дел од одржувањето на космичкиот ред според верувањата на Маите. Тие верувале дека одржувањето на хармонија со природата е клуч за преживување на нивните градови и за плодност на земјата. До 9 век многу големи градови на Маите биле напуштени. Причините се уште се предмет на дебати. Можеби суша, војни, недостиг на ресурси или политички колапс. Сепак, Маите никогаш не исчезнале. Денес, милиони потомци на Маите живеат во Централна Америка, зачувувајќи ја нивната култура, јазик и традиции. Современите Маите го продолжуваат наследството на своите предци. Тие се уште празнуваат стари ритуали, го зборуваат јазикот мајан и го одржуваат знаењето за астрономијата и земјоделството од древните времиња. Гледајќи ги рушевините на древните градови и пирамидите, можеме да ја разбереме нивната величина и интелект и да се восхитуваме на човечкиот потенцијал пред илјадници години. Цивилизацијата Маја ни покажува дека луѓето во античко време можеле да достигнат неверојатни нивоа на знаење и креативност. Од џунглите до звездите, Маите ни покажуваат дека историјата е полна со тајни и мистерии кои чекаат да бидат откриени. Ако сакате да истражувате повеќе древни тајни, претплатете се и следете не за уште фасцинантни патувања низ минатото.